Верниците денеска го одбележуваат Воскресение Христово, трет ден Великден или ден уште познат како Светол вторник. Во народната традиција овој ден се смета за особено среќен ден, исполнет со благодет, радост и надеж за сите верници. Инаку по повод Великден во организација на Општинскиот совет за превенција на детско престапништво и Одсекот за превенција при СВР Куманово во кружната сала во зградата на поранешен комитет викендов беше организиран традиционалниот настан Празниците зближуваат, со цел на младите и децата од различни етнички заедници да им се представат различните начини на празнување на празниците и практикување на обичаите на различни националности. Паралелно, активноста има за цел меѓусебно запознавање, градење на доверба, почитување, воспоставување на комуникација и градење на довербата, дека со сите различности секое дете е исто и проблемите и предизвиците се исти за сите, а само заедно може подобро да создадеме безбедност и заштита за сите, пред се за младите. Началничката на Одсекот за превенција Лиле Младеновска истакна дека целта на ваквите активности е децата да се дружат, да се запознаваат со традициите и да градат меѓусебна почит, што е и суштината на проектот Празници зближуваат. На настанот кој се организира изминатите 15 на години присуствуваа ученици од основните училишта Бајрам Шабани, Вук Караџиќ, Битолски конгрес, Јероним Дерада, Вера Которка, Кучо Рацин, браќа Миладиновци, Наим Фрашири и од државното средно училиште Киро Бурнас, како и директори на училиштата, советници, представници на СВР Куманово, родители, невладини организации. Во Центарот за култура утре вечер со почеток во 19 часот и 30 минути ќе се одржи хуманитарниот великденски концерт Пееме за Јована. Билети може да се купат и утре од 10 до 14 часот и од 17 часот до почетокот на концертот, кој оваа година е во организација на Асоциацијата за култура и уметност Мултиарт, поддржан од Телевизија Плюс и националната установа Трајко Прокопиев. Во теке продажбата на билетите за хуманитарниот великденски концерт, кој ќе се одржи во среда во 19:30 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Концертот под наслов Пееме за Јована ќе биде со богата музичка програма и со голем број на изведувачи. Јас ќе ги набројам сите изведувачи кои што ќе настапат таа вечер. Мартинијан Кириловски, Гого Петковски, Бобан Зафировски, Виктор Димитриевски, Никола Келешов, Филип Александровски, Филип Стојковски, Стефан Тодоровски, Игор Младеновски, Стефан Стојановски, Спасе Антевски, Тања Јовановска, Драгана Станишковски, Ненад Илиевски, Никола Милосковски, Гордана Кузмановска, Мите Стоилков, Горан Стоилков, Саше Тасевски, Мирослав Јовановски, Атанас Петров, Мартин Станковски, како и детско-младинскиот ансамбл Срма, културно-уметничкото друштво Панче Пешев и културно-уметничкото друштво Српски вес. Членови на инструменталниот дел од концертот ќе бидат Сладјан Станишковски, Антонио Тимчевски, Александар Гроздановски, Ангел Глигоров, Горан Милановски, Глигорий Стојанов, Стефче Стојковски, Мартин Илиевски, Зоран Гроздановски и Бојан Трајчев. Ги повикуваме сите хумани луѓе да се приклучат, да купат билет и да бидат дел од оваа убава приказна. Со заеднички сили можеме да помогнеме и да направиме вистинска разлика. Во името на организаторите, сакам на сите граѓани од православна вероисповед да им ги честитам великденските празници, да им посакам здравје, љубов, бериќет и благосостојба во секој дом. Повелете да пееме за Јована. По повод Великден в петок со почеток во 19 часот во соборниот храм Свети Никола ќе се одржи свечен концерт со духовна и класична музика насловен Духовна светлина и воспев. Оркестарот и солистите на симфониум заедно со професорот Филип Петровски ќе приредат концертно доживување со изведба на познатото музичко дело Кавалерија Рустикана од Пјетро Маскањи. Оркестарот симфониум представува спој на ученици од гимназијата Гоце Делчев и љубители на класичната музика, кои што преку оваа изведба ќе ја пренесат духовната порака и празничната атмосфера.
Во текот на изминатото деноноќие, екипа на територијалната противпожарна единица од Старо Нагоричане интервенирала на опожарен објект, односно штала со помошни простории во Маалот Обрадиновци. Во гасењето на пожарот учествувала и екипа од пожарната во Куманово, соопштија денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Деновиве во секторот за внатрешни работи Куманово било пријавено дека на улицата Тоде Мендол настанал пожар во паркирано возило Смарт со швајцарски регистарски ознаки. Неколку лица кои што вдишиле чад биле пренесени во ургентниот центар во Куманово за укажување на лекарска помош, соопшти полицијата. Пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица Куманово. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Во просториите на општина Куманово денеска е одржан работен состанок со представници на локалните единици од центрите за развој на источниот и североисточниот плански регион во координација со Министерството за животна средина и просторно планирање. На средбата биле разгледани прашања од заеднички интерес, поврзани со процесот на воспоставување регионален систем за управување со отпад и изградба на регионална депонија од страна на членовите на меѓуопштинските одбори за управување со отпад од регионалните центри за развој. Заедно со сите вклучени страни во процесот на координација и имплементација на проектот биле разгледани повеќе документи, договори за соработка, нацрт правилници, упатства за оперативно и финансиско управување и функционални анализи од технички аспект, со цел да започнат активностите за изградба на депонијата во најкраток временски период која ќе биде од витално значење за жителите во регионот. Во Центарот за култура вечерва во 19 часот ќе биде отворена 22-та изложба Бимас 2026. Биеналето на македонската архитектура е манифестација во организација на Асоциацијата на архитекти на Македонија. Според организаторите, изложбата која се организира на 2 години представува одлична можност за запознавање со најновите трендови и решенија во градежништвото и архитектурата. Царинската управа на Македонија одбележува 34 години постоење. Во изминатите 20 месеци, Царинската управа ги бележи најдобрите резултати во своето постоење. Остварени се највисоки приходи досега, што е јасен показател дека институцијата функционира поефикасно, поорганизирано и со поголема одговорност, истакна премиерот Христијан Мицкоски на денешниот настан во Филхармонијата, се обрати и директорот Бован Николовски. Од почетокот на мандатот во јули 24 година, па се до 31 март годинава, нашата работа покажа значителни резултати. Оперативно, спречивме повеќе од над 2700 обиди за нелегални действија, со што ја зачувавме сигурноста на државата. Ги зајакнавме истражните капацитети и во континуитет од месец во месец, од година во година, бележиме одлични резултати. Во втората половина од 2024 година поднесовме 70 кривични пријави, што представува речиси 80% од вкупните поднесени пријави во таа година. Со засилен интензитет продолживме и во 2025 година и поднесовме 213 кривични пријави, за 5 пати повеќе споредбено со годишниот просек од 2017 до 2023 година. Со иста енергија продолжуваме и годинава, при што во првото тромесечие само поднесовме 49 кривични пријави до јавните обвинителства. Вкупно од почетокот на мандатот поднесовме 332 кривични пријави против 761 физичко лице и 254 правни лица, ветувајќи уште пожестока борба со криминалот. Од финансиски гледен аспект, континуирано ги зголемуваме приходите на државата и го зајакнуваме економскиот систем. Во втората половина од 2024 година наплативме за 64,6 милиони евра повеќе приходи споредбено со истиот период во 2023. Во 2025 година, споредбено со 2024, остваривме поголема наплата за 105 милиони евра, а овој тренд продолжи и годинава, при што во првото тромесечие имаме зголемување на наплатата на приходи за близу 24 милиони евра.
во однос на истиот период лани. Ова се плюс финансиски средства за нови автопатишта, нови болници, нови модерни училишта. Ова се средства кои што, наместо да завршат нелегално во нечи джеп, се слеани во буџетот за градење на иднината. Со конкретни мерки, со дигитализација на процесите и со јасна определба за борба против корупцијата, создадовме систем кој дава резултати. Царинската управа е еден од највидливите примери за тоа. Во таа насока сакам да упатам посебна благодарност и признание до директорот на Царинската управа Бобан Николовски за неговото раководење, посветеност и резултатите кои ги постигнува институцијата под негово водство. Истовремено, важно е да се истакне одличната координација и заедничката работа со Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Тоа партнерство, таа синергија е еден од клучните фактори за постигнатите резултати. Кога институциите работат како тим, кога имаме заедничка визија и јасна цел, резултатите не изостануваат. Нашата цел е да продолжиме во оваа насока со дополнително унапредување на капацитетите, со модернизација на системите и со создавање услови за побрза и поефикасна услуга за стопанството, но и со цврст пристап кон спречување на нелегалните активности. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека на 12 април во 16 часот вработена во Центарот за социјални работи Куманово во полицијата пријавила дека 13-годишникот Куманово бил психички малтретиран од неговиот татко и бил избркан од неговиот дом. Малолетникот, како што посочуваат од полицијата, ќе биде сместен во згрижувачко семејство, известен е јавен обвинител и се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопшти Секторот за внатрешни работи Куманово. Во текот на продолжениот празничен викенд, полициските службеници спровеле засилени сообраќајни контроли на патиштата низ државата, при што се евидентирани вкупно 1303 сообраќајни прекршоци. Од нив 488 се однесуваат на непочитување на пропишаната брзина на движење. Во рамки на контролите, 57 лица се лишени од слобода за безобзирно управување со возило, меѓу кои 6 мина возеле под дејство на алкохол, 23 без возачка дозвола, а четворица со претходно изречена забрана за управување. Во истиот период од сообраќај се одземени 22 возила согласно кривичниот законник, соопшти Министерството за внатрешни работи.